А ке се доближи 8 март, ние мажите се тресеме како вејка на ветерот. Секогаш сме пред голема дилема што да им подариме на нашите поубави половини, а да не се повториме, бидејќи може од лани да сме заборавиле. И затоа јас решив да мојава да не им подарам ништо. Оти што бе поубаво таа може да добие кога веќе ме добила мене, а? Со строга напомена дека ова не е препорачливо да го направите сами и во домашни услови, оти може да биде многу опасно. И еве, затоа за сите вас, ние на подарок ви нудиме нова епизода, која се надевам дека нема да ве остави никако рамнодушни. Затоа добро вечер од нас и од нашите пријатели, генерални спонзори, Визијана, природна минерална вода која помага вие да се чувствувате свежи и подготвени за сите нови предизвици. Наши партнери си Алфи Техноцентар со преполните продажни центри со безброј производи кои можете да ги најдете и во Скопје и во Куманово. Соковите Кватро и Сано исто така на допад на сите вас во најблиските маркети, како и млечните производи на бучен козјак кои се вкусни и здрави за сите генерации посакувани за оброк на секоја маса. Детергентите од Арис секогаш служат одлично во рацете на секоја домаќинка, а гарнитурите од Тетра Мебел овозможуваат навистина добар третман и целосно опуштање кога вам ви е потребен одмор. Сега, оваа недела во центарот на вниманието се најде она веќе сега прочуено интервју каде конечно падна тезата дека нема глупи прашања, туку има само глупави одговори. Не, може се да биде поприлично глуп. Да, сите видовме и што е најважно, сите слушнавме дека за глупост па и не треба многу. Слично како и за љубов. И за глупост понекогаш се доволни двајца. А понекогаш може и еден. Да, стигна извинувања, ама на глуп начин, со обвинувања. Абе да мислиш дека сите околу тебе се глупи, е глупост невидена според мен. Не знае човек дали да се смее или да плаче. Оти кога некој е глуп, е слично и како кога некој е умрен. Тој ништо не чувствува, ама сите околу него плаче. Еве и малку примери да понудиме за глупи прашања и уште по-глупи одговори. Може? Вака сега, прашање. Колега, што е поблиску, месечината или Лондон? Одговор. Па нормално дека месечината. Абе ти навечер кога ќе легнеш, што гледаш, а? Месечината или Лондон? Уште едно. Две плавуши. Едната вели, слушнали ма дека Сузи се забавува со ветеринар? Другата вели, зошто е стар дедо? Амари не, вели првата, не ветеран, ветеринар. Тоа ти е човек што не јаде месо. И за крај следува еден интересен одговор на многу незгодно прашање. Женско прашува, затоа, што најмногу тоа ти се допаѓа тебе кај мене? Машкото одговара, ракијата на татко ти. Ај сега да видиме дали вам ќе ви се допадне тоа, што и вечерва ќе го видите. Баш ми интересира, куде ти тој мислиш да идеш? У Америку. Од сметката. И да ви донесам уште нешто. Вика, има горе како покрив, никој нема сега, се гледа цел Истанбул. Викам да си здрави. Тој исто бцкало што подела. На крај скочи кротко јагње, а особа што направи белју под утицај на подевача, го изеде гргија. Па да, ти да се прашуеш, ти би примија све такви како мене, стари. И ќе ги ставиш по еден нокшир до њима док работив, да не иде во нужник. Само политичари можев куде нас ништо да не работим и па да погрешим. Ќе напишем песна за невестата, ќе видиме некоја така. Нешто за бременоста може. Да. Не можам да не го кажам ова кога спомна веќе за бременост. Тука ме чекаш. Сеќаш се ти кад беше купија комшо нову машину за прање лишта, па јам после мораше да купу поскупо од негово. А сак? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED ТВ на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. И баш ме интересира, куде ти тој мислиш да идеш? У Америку. Доста ми е и од тебе, и од овој куќу, и од све. И плюс тамо чудека плаќав по $100 за оној работу што ја на тебе џабе ти го давам. Ха! Баш ме интересира, како мислиш да живиш с $200 годишно? Вечерва со брзина на светлината ни долета во нашето студио нов гостин, представник е на помладата популација македонски музичари, стана познат по мегахитот Супермен, а се одзива на името Виктор Апостоловски. Виктор, добро вечер, добре дојде во Немања. Најдов, Добро вечер. фала што ме поканивте. И се извинувам што малце морав да одлагам сега, после, ама Супермен зафатен сум многу, знаеш, треба спаси Многу човек, работи онде- Супермен, многу онде работи човек се. нема, му треба на луѓето спас. нема Треба да да ги спаси сите. Како патуваше од Битола до тука? Супер да ти кажам, времето Супер, горе, супер, времето горе е многу убаво денес за летен, за мераке. Долета или со кола? Да, долетав, 2 минути е воздушна линија, шак, ја се малтретирам по патишта. Иначе со кола, кога Кумановац кад брзаев со авто. И оние што зауставljав пред Скопје, полицајци, и ga фаќа на радар, многу возија брзо. Вика, те ga зауставља и вика, ја тебе те чекам. Па ја за тој брзаше, колку мога побрзо стигна. Да, дојдам побрзо, бра. Супермен. Нели многу работи Супермен? Ао, колко работи Супермен. Ја имам едно приказку за тога Супермена. Доваѓа од Савале, ама са бајали у 7 сат доваѓа муж дома. Од работу. Отвара врата, жена му вика, о, Супермен, стигна ти, а? Абе да, знаеш, злато, па еден клиент, па он, знаеш, завлечеме, мораше да завршиме работу, па да, бе, злато, 7 сат са бајле. А има нешто за едење? Како не, бе, Супермен, за тебе, едење. Доручек е спрема, вика, не е проблем. А деца, спремивале се за школа? Да, бе, Супермен, спремени деца, вика, за школа, нема проблем, вика, се ќе ги испратим. А зашто ме викаш цело време Супермен? Затоа што си ги облекија гаќе преко панталони, Супермен. Убаво се погоди работата. Погоди. Без униформа не е Супермен. Пример, кад лети човек, има униформа, он е Супермен. А жена да лети, што униформа му треба? Метла. Нали? Да. Бидна, ја сам предвидлив многу во последње време. Да, ти се остави, пак сака си предвидлив. Мене ли сакаш да остави? Не, то ставljam тебе. Спојот со музиката, кога се одлучи? Па ти кажам право, музичка фамилија сме дома. И за малце ќе бев тапанар, за малце. Пошто татко ми армоникаш, дедо ми кларинетиста, ама имавме инструменти доста И дома. од оркестар дома, а? Да, и слегов јас и прво на тапаните, дете ко дете. И ме виде татко ми, шо преш бе? Тропам.
Ела, качи се ручекот е готов, ќе тропаш. Слегвам други ден ги нема тапаните. Кајте тапаните? Уживај, нема врска. И го прашав еднаш сега скоро, ме кабе, зошто ти текнува тоаш? Вика, ти го спасив животот, ја го беше тапанџија сега, ништо од супер, ќе тропаше негде позади. Да. Толку ќе беше. И мислам, цел живот сум со музика, буквално имам од 2 години со едно играчка саксафонче кај што пробвам да свирам и такви работи. Така што неизбежно беше. И цел живот све музика? Цел живот се бавев и со сега? спорто и со чуда и надпревари ова она, ама музиката беше цело време тука и цело Не време. превагна кошарката, имам читано од кошарка па Да, пливање. еден период многу сакав. Мислам, ептен бев Мераклија и тренирав и надпревари, победи и сите работи, ама мораше клавир да се вежба. И некако ај на вежба, ај клавир, ајде па средно музичко, па после почнав да пеам, па ме фати тука малце оти. Дури бев со инструментите, ја сакав музиката, ама некако ми беше товар да треба на секој Како да обврска вежбам. беше, Да. И плюс одбрав клавир, кога одев нижо, за пошто немавме дома, демек нема морам да вежбам. И татко ми тука ми рече, уживај секој ден во музичко навежбање. И со стража ми стоеше вака да вежбам. И ми беше некако товар, дури бев, да речам, клавирист. Ко бидна пеењето, некако многу ми се бенди се и мене, а бога ми и на луѓето. И некако почна поинаку да се одвива животот општо и си повлече едноставно. И готово сак си певач. Што би рекли Охриѓани си повлекит. си полети. Како кажа, музичко семејство и нормално да биде музичар. Да. Нас кад не гледа човек, што ќе помисли дека наши у циркус работи. Татко ми глътва тој, мачеви, Да. А татко ми поради овој. да ступа во дует. Да, па тоа е нели дел од циркуса. Колку инструменти свириш? Па, доста, вака, тие што се, да речам, бендашки инструменти, ги свирам скоро сите, тапани гитари, клавири, басо и такви работи. Се што сакам перкусии и други ствари ми е мера кептен, тарабуки и такви работи. Шушки, тропки, перкусија, тоа е. од секогаш ми било мерак. Сега се тоа е инструмент, нели? Да, Се важи и за- шушка и да, тропка е, и шушка и тропка е И- инструмент, да. ќе ви каже. Или жавче. Исто армоника ради пијаното и ради татко ми малце и армоника нормално. Барем десната рака, левата тие типките кај што се не знам што се, никогаш не ги немам пробано. Во глобала доста инструменти свирам и сакам да учам нови цело време, пошто ми е музиката, ми е љубов од секогаш ми била и сакам што можам поќе да изучам. Добро рече, кога си почнал да пееш, уште повеќе те привлекува музиката. Тоа, од каде доаѓа? Пеачите обично се во преден план, предпоставам, поради тоа попрепознатливи, пославни, да кажам, попознати. Не мора значи, јас пример би бил пресреќен да сум тапанџија сега. Значи, не знам, едноставно имам љубов кон музиката. Но, работата беше, уствари, вау, моментот беше, пошто јас никогаш не сум се гледал себе си како да знам да го правам нештото. Никогаш не сум се гледал себе си како сум многу јак пеач или многу јак свирач или нешто. Знам дека знам и толку. Мислам, така сум и воспитан од дома да не бидам јас кој сум, никој не е. Нема врска. И не знаев дали сум доволно добар уопште да си пеев дома, си компонирав уште пред да почнам уопште да учам средно. Пишуваш, Имам компонираш песни, да, нешто? имав и тексто и песни уште во основно и надпревари добивав и такви работи. Ама не бев, никогаш не сум бил и одев на фестивалчиња, пример на аудиција и ќе ми се јавеа да одам и после ми беше срам, не одев, И не мислев идеш, дека нема да бидам доволно добар. Дур не испеав еднаш во јавност и кога видов реакцијата, после си викам, чекај малце, па можда и ме бива, мајка. И знаеш, многу интересна ми беше таа комуникација со публиката напред и некако си се разви тој и ден денес, пример, кога ќе свирам на свирки или кога ќе на настапи било каде, комуникацијата со публика ми е многу голем дел од приказната. Оти гледам дека другите никој не комуницираат, ќе испее песната, ќе застани, па ќе испее песната, ќе застани. Има некои што кажуваат приказни, ама никој не прави директна комуникација со луѓето. И то ми се бендиса некако тој дел.
Јас ми се случува на свирки да се зазборам и мајтапи да кажувам и вицови и глупости. Дури еднаш пријател со кафич во Штип напиша демек live music and comedy show демек комплетна комичар забава, нели, леле а? мајко. Па ти си Ама бил нема врска, да. печен за наш гостин, значи. Очекуваме виц подосно од Е, тебе. па тука Ако е е веќе така. кога ќе те тера, откако напише комеди шоу, ништо не видиш да Блокада. Те пресекли. Одма блокада. Значи не е толку за популарност, едноставно те влече пеењето. Да, да. Не, се вика, како на квиз, кад беше ише Куманово со Скопје на некој квиз и Лила го прашува зашто дојде сте ви господине за славу или за пари? За пари, мори господјо, ја славу си имам, Митровдан ми е. Што ќе ми слава? Една не ли е слава? Да, една е слава. една е слава. Не може да има 5 слави. Е, сега дојдовме до нашата покана да ни бидеш гостин во емисијата. Неколку пати комунициравме Да, и одложувавме. да. И човек бе, што ти стана да се ожениш меѓу време? Зашто не дојде гостин да ни бидеш? Да, Може би знаете, ќе се одложише Ама сето то веќе го размислував моментот пошто правевме планови да патуваме. Тоа му беше на девојката единствен простор слободен, од тие медицинска сестра и само викенди се слободни се, сабота да одиш, недела се вратиш од негде, едноставно не се исплаќа. Вака се погодија неколку дена и си викам, па дај да искористам приликата и ми стига порака, емисија, си викам, леле, не можам сега малце, ки испадни, Ај викам ќе одложиме, таман ќе има уште една тема за зборање, ама па после се зафатија веридби, ова, она, па сега планови за свадба, па не знам, милион работи што треба да се случат, па дома студио реновирам, правам за музикиве, па ова, па она, 300 работи, и како вие ми пишите за вакво, јас леле, знам дека имам еден тон работи за правење. Ај наредна, ај наредна. Кај се случи И тоа? конечно бидна. Во Турција. Турција решивме, одамна планиравме да одиме, никако се погоди време и се погодија 5-6 дена слободни, ајде, тргнавме за Истанбул и сега јас имав идеја, ма немав ништо, немав прстен, немав ништо купено. Не знаев дали да клекнам таму или не. А добро, први пат ќе се И тоа. сега, да, дека прв пат. Не, у туѓу државу полако се клекнуеш. Да, полесно. И, знаеш, влегваме, пример, капали чарше и гледаш златари од тука до другиот Милион. крај, до безкрај златари. Еве, И си викаш, ете го знакот. Абе, кој га чека знак најдега? И, ајде, го зедов, некако успеав да го купам прстенот. И сега си викаш, сега да клекнам овде, да клекнам во палатата. Ај не, ај чекај, не, ај таму ќе одиме, па таму сме ошле, па ти вика девојката, не ми се бенди овде, ај да не плаќаме карта, не влегваме, си викаш, ле, ајде назад. Ваму, таму, помина и предпоследниот ден и си викаш, вечерта најдовме таму ресторан со 360 поглед и си викаш, ко на филм ќе го правиме ресторан. Влегува тоа, направено? 2 маси. Луѓе, си викаш, ова на филмовите стално полне ресторанот, се да клекнам. Чукавуќе, браво. Да клекнам ту, а и не можеше, некако беа незгодно наместени масите и ни вика келнерот, беше среќен многу од сметката. И да ви донесам уште нешто, да. Вика, има горе како покрив, никој нема сега, се гледа цел Истанбул. Викам да си здрав и жив, тука те чекам. И бидна работата. Значи, мислам дека супер испадна видеото, попопуларно од песните ми стана. Значи, толка одзив сум немал на Честитки песните од до нас сега. за Фала ви тоа. многу. И сега дали се смени нешто, дедо ти рече после тоа... Чекај да објасним одма, дедо ти, баба ти, Милко Дедо- Маново, знаеш кој ги викаме дедо и баба? Да, бе, да, на девојката родителите. Така. Ние си го имаме муабетот со дедото од претходно, не е страшно. Тоа рече, зете сега си женет и веќе глупости да не правиш. Нема дедо, оваа ми е последна. Дедото, кому соопштивме веста, стана и ојде бољерот го исклучи, демек трошоко заврши во фамилијата, готово. Сега кај мене се се шалам, не. Супер се, мислам, ние се знаевме од претходно, бевме запознаени и ми се чини тие најмногу ме очекуваја со ваков потек тој период и бе пресрекни кога слушнеа и Отко се вративме, па уште посрекни беа, пошто сега конечно
ќе можат да планират куќата поинаку, ме сваѓаш с брат му, например, ќе може собата вежбална да си ја направи до него и така малце поинаку ќе биде. Да бе, подобро е кад се знае, нели, малце да се направи распоред Кога убав. куде дедо и куде бабу. Е. Зет ставља оглас у новине. Менјам бабу, жена на мајку, за комбајн. Шифра. Змај за змаја. И кога ќе доаѓа баба на гости да се смееш. Чули, да се смееш обавезно, пошто кога доаѓала таа една баба на гости викала на ќерко, што е работа бе, ќерко со својага твојега мужа. Ја кога ќе дојду, ниш не се радуе, викам, све е нешто потиштен такој. Не иќе ли ме? Не мори, мамо, он е само срамежлив. Ти кога ќе си отидеш, знаеш колку се радуе? се смее. Випа цел од радост. Така да, обавезно да се смееш. Замерак. Ја и Коки се договоривме, нема па да те завратиме со овој дел со шенитбата, бидејќи има многу шеги на таа сметка, баба, дедо, Има. невеста. Има. Ама во вториот дел. Сега толку Ако во не првиот е дел, проблем? се надевам дека гледачите ќе уживаат и во скечевите кои следуваат, па се враќаме со Супермен. Подева ga. Тера ga да прави или да каже нешто што оној бцкан неќе да ga каже или да ga направи. Тој исто бцкало што подева, на крај скочи кротко јагње, а особа што направи белју под утицај на подевача, го изеде гргив. За време ранije, мои комшичиња Мартин и Мусо, организирано му ги бересва, значи бересва, а не крадесва праске на комшу од насадену праску у бесправно ограден двор до зграду. Како тоа е организирано. Па такој. Убаво. Мартин ga подеваше Мусу да се качи на праску, да набере за двојца праски да ги изедев, а само Мусо го едеше гргију за Божем украдени праске од заеднички двор. Тетка Рајка викаше од треći спрат: Мартине, ке те одеро чутека, ќе те фатуа. Тетка Маја мудро чутеше позади завеса у кујну. Додуши и комшо беше многу културан човек, сретнеше ga Мартина у ходник и културно го прашуеше: Мартинчо, сладки ли се праските? А Мартин викаше: не знам ја, прашај ga Мусо. Заврши ли? Заврши. Па куде си? 2 сата те тражу, таму не може да те најду на работа. Па шефе, у данашно време добар радник тешко се наваѓа. Зашто ме тражиш? За работу, зашто може тебе да те тражу? Бидеја и гледам, у последње време све повише и повише работа ми даваш. Па тоа е затоа зашто те поштуju. Кад од некога имаш потребу, тој се види. Да, види си, кад немаш потребу, још поубаво. У те пасе од работа. Па мора да се заврши работа, што добро, кој да го заврши? Вие млади не ќе, што ги испопримасмо. Све испобегасмо, вие не ќе за малу плату да работи. Па и ја неќу да работам за малу плату. Па ти не ќеш, ама работиш. И ти плюс тој нема куде да избегаш. Ма немој, нема куде да избегам, ке избегам у Немачку, бе. Ајде, тамо стожер ке кидим с тебе, пуктнале они за тебе. Бог да чува. Па ти бе таму за 8 сата радно време 10 пути има да идеш у клоза. Па кеду, имам простатус. Простатус. Простата се вика, не простатус. Имам и ја, и што? Имаш и ти, ама ја пију апчиња за тој. Па што? Пиеш ти и пиво и ракiju, не само апчиња. Бог да чува. Море ја да се прашуј. Ја би у нашу фирму примија све такви како тебе. Стари. Па да, ти да се прашуеш, ти би примија све такви како мене, стари. И ќе ги ставиш по еден нокшир до нима док работив, да не иде во нужник. Мори памперс ќе ги става ако треба. Па и ќе ги менјам. Работа бре мора да се заврши. Работа, батали работа, ај. Него тебе те гледам. Нешто си ми бре уилам последњо време, ќутиш, не збориш. Ај кажи поштено, још ли ми се љутиш што те префрли у женско оделење? Не бе, шефе, ќуту. Па ќуту научи се више да ќуту. Па ти од ним до муабет до реч не можеш да дојдеш, бе. Женска филозофија. Па не можеш, ќе ќутиш. Ама поштено док ќутиш, тако и чуеш нешто, пошто они нон-стоп ломоти. Што викам, што викам? Па, што викав? Демек жена с 20 години ги сакала сви мушкарци. Жена с 30 години
Сакала само еднога мушкарца. Мужа. А со 40 години, па ги сакала сви мушкарци, само тога еднога не. Бре. Големо филозофија кажа. Викам ти само да ломоти. Вај батали жене, кажа ти работу батали. Дај нешто приватно да направиме док смо на пауза, мајко му. Да млатнемо по едну ракiju, а? Него мене нешто бе, од Савајле сечеме стомак. Па ништо нема ти смета по една ракија. Нема смет. Викаш? Може ли ракiju ја да пију с пролив? Па ти с пролив, ако сакаш, можеш да го пиеш твој ракија. Ја мој ке го пију со салата. Сезонско. А, ќе останеш ти на женско оделение, гледам ја. Они нели вика, кој работите и греш. Да, мајко му, па ете ја па за тој, па неќу да работам, бе, неќу ја. Зашто бе па да погрешу, па сви да ме кара? Неќу. А сакам да гледам други кој да работи. Још поко работим за мене, така куде ќе ми биде крај. Ете, ја тој сам ga научија од политичари. Болje ga нема, у свет ga нема. Ништо не работиш и затоа ништо не можеш ни да сгрешиш. Мада они да ви кажу право, може би чудо да направи. Само политичари може куде нас ништо да не работим и па да погрешим. А најтешко ми пада бре, мајко му ка треба Савајле рано за на работу да ставам. Ту бре, никако да се разбуду на време. Никако. Нема га бре више оној време кад мама ме будеше за на работу. Што убаво беше бре, сеќам се, ја кај ќе му кажеше на маму да ме разбуди у 7, она ете ме разбудеше у 6 и дере се од тамо, стануј до се 9 сате. Ја такав мамура никаков, гледам бре у сат и не знам и он ли е бре нетачан како мене. Блеju u njega, bleju, a tate podozgor na svijet, toj pa još te mi se i smije. Dose, ne se ti se kiraj. Ako ne ti se spije kad će legneš, tak sigurno ki ti se spije kad će treba da staneš. Istin tako je bre, majku mu. Koliko i da legnu, Sabajle pa mi se spije. Spije mi se. Što da pravo? I tako je. Pospam bre, otidu puno puti na rabotu. Pa nekad po grešku, pa znajete li što napravi? Ulegnuti ja u žensko WC. I onaj pa kolješka, nikakva jedna, odmah se ljuti. Pogledne me bre, sa stije oči takoj lošo, kako da sam manijak i zamislite bre, mislite kao se puštam. Ljudi moji, pa zar na mene do njuma mi došlo bre? Pa ona koliko je ružna, ni kazanče za vodu od WC ne bu se pušta. Ама оди ти па му докажи. Ајде, докажи на некоја женско, еве нели овакој. Кад би улегнае, например, гол мушкарац у женско купатило, сви жени би га вреđале и нападале, да. А кад би улегнае, например, односно кад би улегнала гола жена у мушко купатило, так сви мушки би му се радувале, нели? Тој ви е да ви кажу за тој што ми мужи, од увек смо биле такој бред некако попридављиви. Зборувавме за музичките инструменти, тоа дека владееш голем дел од нив, пењето во прв план и други музички номери, меѓутоа онаа која што те прослави онака и говоревме и за популарноста, Супермен те донесе највисоко во поглед на популарноста. Како се случи Супермен? Имаше ли конкретна мисла дека ја правиш песната токму за избор на Евровизија? Песна на Евровизија. Јас да ти кажам право, и немав мисла. Дојчиње имаше мислата, тоа беше уствари интересниот дел. Обично аз се си правам сам и ми се јавува дојчине на време, ми вика, слушај, вака и вака имам една песна и не можам да замислам со друг човек. Сакаше да речи побудала човек, не можам да најдам од тебе, со тебе замислуваме све. И викам, демек да дојдиш Скопје да ја чуеш, ајде бе, викам, не е проблем, немаме соработвано досега, треба да направиме некоја соработка и викам, ќе дојдам, ќе чујам. И одам и влегвам в студио, пуштам музиката и
почнува да вози, си викам, ви, браво, не очекував, чекав, мислев нешто балада ќе биде некоја. Специфична е, навистина. Да, и викам, еј, супер, дај му викам текст, имаш нешто, вика, јас со англискиот, напишав нешто и го читам текстот, му викам, добро, ова треба го смениме. Да, вика, смени го ти, зато те барам тебе, денек смени го, ама гледај да остани вака некако да биде, да не речам посмота на конструкцијата, за да влегва поубаво во увото. Човекот си ја знае работата. Да не ја смениш темата. Да, и сега... Не, ама сериозно, јас да сум малци ќе го искомплицирам, од што сакам да направам некоја смисла. Нема потреба да има кузнај каква смисла или кузнај каква приказна во секоја песна. А сите на Евровизија има да, смисла. некојаш едноставно треба да кажеш работи и толку е. И седнавме, го скоцкавме како што треба, влегов внатре, го испеав, го слушам демото и викам, викам ова, се замислив одма на сцената и викам ова, ако знат, пошто требаше прво да не примат во 6-те, ако знат да го препознат ова, може да биде многу интересно. Ти може да му изгледа на тие што се комисија глупо и да не го примат уопште. И ко влезе во 6-те, викам, сега ова ќе биде вожња. Сигурно нема додимот и таков сум јас обично. Знам дека не сум човек што ќе оди, пошто не знам, така осеќам едноставно. Ама знаев дека ќе има многу силен удар, пошто песната е таква, не можеш да извадиш од умот. Не очекував дека до толку ќе има силен, ама знаев дека ќе има интересно ќе биде. Излезе песната и почнуваат сите останатите изведувачи спонзорирано ваму, таму, ова, она. Јас викам, дојчин ми вика да клајме, не клавај ништо, му викам, да видиме прво, еден ден да видиме песната што ќе направи. Ко си зафади песната, ко почнеа луѓе да им пуштат видеа, викам, браво. Само од себе, без никакво. Да, никакво спонзорирано, ништо немавме клаено нигде. Си повлече на сите платформи, си повлече гласачи, почнеа луѓе што и немам 20 години видено да ми пишат, брат, алалда, ти она, си викам, види мајката. Одлично. И си тргна работата и некако ни тргна и соработката со Дојчин и се планираме и некои нови работи. Се надевам сега за Бетмен ќе направиме една песна или за Спајдермен нешто да видиме Марвел универзумот. Абе зареди ги поред една мора да упали. Дај нешто за младо жење, нели ќе го завратиме за овој, дај другари дали су го зафркавале, не знам за знаеш, вика како е најлако да се запамти роѓендан на жена. Едноставно многу, забрави га еден пат. Тоа е факт. Нема, јас, татко ми, за тоа се смеев многу. Викам, како успеваш да допамтиш, годишни на ова, она. Епа, ја направивме ден после празник. И кога ќе дојде празникот, мора некој ориентир да има. Значи едноставно. Видиш, размислено. Свадба те чека, ќе биде возбудливо. И знаеш, после свадба што прават младенците, нели? Тоа ти е познато сега у модерни времења. Фала Богу, бројат пари. Не, младоженецот брои пари. Невестата објавува слики на Фејсбук. Качи слики, да се види што е. Едно моје другарче вика, не може да најде девојко, вика. Еве најде едну, вика, ама не се свиѓа на мајко ми. Па добро, вика, најди некој, вика, што личи на мајко ти. Па најде и такву бе. Тај па не се свиѓа на татка ми. Не една бе. Значи, едно па друго. Прво па друго. Има Виктор за друго нешто. Да, само нема да убациш од друго. Никако. Не, ама сериозно се смее, го слушав, мислам Миле Китич, вика, јас сум со друга жена секој ден. Како бе со друга? Па така, со првата се разведов, сега со другата се... Секој ден. Јас друга не барам, да си кажам од сега. Не. Убаво ми е со таа едната и толку. Никако. Разводи и тие кавги, никако. Иако знаеме дека при развод, вината е и кај двајцата. Пола. Пола кај жената, пола кај мајка и на жената. Обично така е. Нешто. Тоа е скриената вина, а јавната вина е кај мажот секогаш. Мажот е вечито крив, тоа. Без разлика што се, мажот е крив. Крив е до разводот е крив секој ден. Мала дигресија, освен музичар, пеаш, спортист и актер, глумец. Понекогаш, да. Па јас колку забележав малку и таму се 5-6 представи во Битолски театар.
Од каде таа врска се? Дали тоа од мали нозе Па, или види, обично си се поврзани овие работи и општо во светот сите пеачи или глумат негде, сите глумци пеат негде, хаос. имавме Јас- глумците пеат Да, на време. да, Бог имаш. да го прости, Марин он организираше многу манифестации. Одлично. Јас влегов како дел од хор битолски во една правевме представа, ту ствари мюзикл, свирач на покривот, го правевме прв пат во Битола пред 15 години, можда, не знам колку има. И тоа беше цел оркестар од Скопје дојден, 50-60 глумци, 40 пеачи, други, ние со хорот, играорци, значи хаос. Огромна представа. Правевме премиера во Охрид, па премиера во Битола, на двете места добија некои златни маски, чуда, прегуба И представа. после тоа još колку пат го изиграш И ја- тој представ? Толку. Два пати? Немаше кој да плати поќе. Премногу Срамота. луѓе. Срамота. Нели срамота? Немаше места во ниеден од театрите за толку што сакаа да гледат луѓето карти, не можеа да престигнат од продавање прескапо. Џабе, немаше кој после да ја финансира таа работа. И тоа ја спремивме во 20 дена. Цела организација. Мюзикл. Режисерот беше од Србија, кореографите бе од Скопје, пола од Скопје глумци, пола битолчани, пола од не знам каде, огромна организација и се изигра два пати. На сцената? Колку? Битола и Охрид. 100 човека. Еден тон луѓе плюс оркестарот долу под сцената. И многу беше интересно и после тоа направивме уште една представа како со хорот, ама јас имав и моја, имав и во ова помали улоги. После имав во следната имав и соло точка и не знам други ствари и после тоа бев како статист во повеќе представи. Кај што фалеше човек, дај викнете го тоа младото дете. Да, ама одлично искуство и многу убави денови ми се тие и би сакал да можам да можам пак да учествувам во тие приказни, многу интересни дружби се тие. На снимањето на спотот за Супермен дека било доста интересно. На кратко, некоја интересна случка од таму или од некој друг настап, нешто што еве ти се случило да е интересно за гледачите? Има многу, ама нема 2-3 емисии да ни стигнат, а и вака го ќе треба да кажам, обично не знам која и што Која да одберам. избереш? Да, беше многу интересно, сакавме да го направиме Супермен, да помага на луѓето, ама на смотан начин, нешто што ќе личи на мене поќе. И оти премногу сериозно ги сваќат луѓето работите, сега ако е Супермен и сега треба да биде холивудски направено, Супермен тука спасва без грешка. Сите грешиме, и суперхероите грешат, сите грешат, така што сакав да го направиме интересно, имаше многу смешки, пример на покривот кој снимавме ни летаја, а лиштата не можевме, ти премногу дуваше горе, ти почнуваш да снимаш и гледаш дуксерката летнува. Тркалото ни избега, ние го снимавме за да бега, ама пошто беше удолниче, ајде нек полега, како е снимка да се вртиш оно тркалото. Хаос. Да, видов, беше Лудница. дури автомеханично нешто, Да, све што треба. нели? пробав да си го наместам после. Па количка зедов од другарче, демек количката му избега на чупето, па трчам јас да ја фатам и сега то требаше јас да ја турнам, за да го снимиме некако. Ја туркам количката, па луѓе застануваат, се вртат, демек, шо правиш? Ти не си нормален? Шо е? И нешто луѓето ја гледа камерата, ма не му е јасно, си вели да не има дете внатре, ове будала ја турна количка. Најдобар израз за девојка е убитола. Чупе. Ќе кажат чупе, значи стварно нешто Чупе, мило. ама знаеш кога ќе речиш чупе, одма се знае дека за некој убаво чупе се Убаво работи. чупе, бе, не мора мора да е кажеш, битолско, убаво не може чупе, иначе. Да. За крај, што планираш во блиска иднина? Дали може би те привлекува некоја кариера на Балканот, малку надвор од границите на Македонија? Јас од секојаш сум сакал да направам кариера надвор. Не може да стриктно на Балканот, ама некаде надвор, пошто не знам, имам еден тон пример англиски песни, англиско-шпански песни. Еден тон ствари имам направено и имам многу работи што сакам да ги искажам преку музиката, сега кај ќе носат, дали ќе се рашири некаде на кај Балкан, на кај светот, дали не знам. Јас моето ќе си го правам и ќе си ја работам музиката. Иначе плановите од блиска иднина се да се женам. Тоа да не го заборавиш, Да, чупето ќе се Чупето, наоѓа. да, абе види, знаеш, многу луѓе демек што е брзањето,
пошто договараме некте на кај јуни свадба, шо е брзањето да не има некоја друга новост. Нема се уште, се надевам наскоро кима, пошто Мераклија сум ептен, ама многу ми се јаки луѓето од изгорени се да има нешто такво. Да, и знам. баш кога снима видео до сега да речам не сме трудни, ама реков ќе сватат погрешно луѓето да не се налутат пошто не е то ништо страшно, него обично така да работите. И така што тоа е планот, имам неколку песни што се спремни, што би сакал да ги завршам пред тоа. Јас сакав и албум да овој период да промовирам, ама бидна нешто друго и сега тоа е тоа, како ќе се одвиват работите ќе видиме, ама имам неколку ствари што се спремни, што би сакал да успеам да снимам барем едно спотче пред свадбата и можда и ќе напишем песна за невестата, ќе видиме некоја така. Нешто Ако за има бременоста инспирација. може. Да. Не можам да не го кажам ова кога спомна веќе за бременост. Тука ме чека. Комшија стои пред зградот и вика, кој се деребе комшо током до го зград? А, вика, комшика од треќи спрат. Добре, вика, да не се пораѓа. Не, забременуе. Така е да, Виктор, Одлично. ти на трети спрат најдобро таа работа и после да се видиме заедно. За И убо заедно, по тој со повод мекици со чуда. и во кариерата ти посакувам многу успех и Фала еден многу. ден да те видиме на Евровизија. Фала многу, само убајни ви посакувам и вас, фала ви што ме поканивте и да продолжите вака, пошто Ептен, убаво си поминав, Ептен е весела емисијата. Драго ми е што е така, се надевам дека и гледачите имаат исто чувство. Па касниш. А сак? Што е разлог? А сак, ја ќе ти га кажу разлог. Сеќаш се ти кад беше купија комшо нову машину за прање лишта, па јам после мораше да купу поскупо од негово. А сак? Е, добро да што сак? После тој сеќаш ли се кад комшо беше купија телевизор голем, 6-7 инча, па ја мораше да купу после тој и поголем и поскуп од негов. А сак? Добро, а сак па сак? Што е сак? Па сак пред малку умре на комшо жена. А сак? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутре,
Почнаме со 8 март, па еве предлагам со него и да завршиме. Затоа што се уште има време вие да организирате нешто за вашата сакана и можеби да ја одведете некаде. Само внимавајте, добро треба да размислите и секако да соберете доволно податоци што таа сака. Еве, например, ако ги сака Мадрид и Милано и се одушевува на овие два града, тогаш имам предлог. Организирајте им да гледаат фудбал кога ќе играат Реал Мадрид и Милан и тие ќе бидат секако воодушевени. Ама, секако, и ова не е препорачливо да го направите сами во домашни услови. Никако. Па затоа чекајте неповторно нас, следниот викенд можеби ние ќе предложиме нешто уште поинтересно. А ние доаѓаме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежаи од Тетра Мебел. До следниот викенд кој ќе го поминеме заедно. Чао. Па ја мораше после тој да купу и нову и никакву. Не беше тако е. Тој други како работив, а сакам да гледам бе сега. Комшо беше купија ново љишта. Зашто бе ново љишта, ме треба да кажа? Они уживав само. Може да биде многу опасно. Што правиш? Ти што не работиш, а да завршиме исто така со него. Се уште се беда. Ако не ти се спие, кај ќе ти се легне, тога ќе ти се смее, кај ќе